Техничкото знаење е клучен цивилизацијски двигател и стремежот кон негово продлабочување е стар речиси колку и човештвото. Во далечната 1959 година на тогашниот технички факултет за првпат се формирани електромашински оддел и технолошки оддел. Уште во првата декада од формалното постоење, техничките факултети се изложени на голем предизвик кој произлезе од катастрофалниот скопски земјотрес. Но факултетите не застанаа ниту за миг. Редовната настава продолжува во најбрз можен рок, а веќе во 1965-та се формираат засебно електромашински факултет и технолошко-металуршки факултет. Техничкиот факултет е академското јадро од кое подосна ќе се етаблираат трите самостојни факултети на кои сведочиме денес. Изминативе 60 години беа исполнети со многу предизвици. Од конституција на автентичен професорски кадар и изградба на објекти за обезбедување на услови за одржување на настава, преку напори за постојано унапредување на наставната програма и овозможување на истражувачка дејност. Горди сме на постигнатото. Денес нашите факултети овозможуваат современи услови за студирање, а нашите студенти можат да застанат рамо до рамо со студентите од кој било европски и светски универзитет. По иницијалното оформување на електромашинскиот оддел при Техничкиот факултет, Електротехничкиот факултет во 1976 година станува самостојна членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Следејќи ги современите научно-технолошки достигнувања, во 2006 година го менува името во Факултет за електротехника и информацијски технологии. Кога заминав на докторски студии во странство, можев да видам дека, и кога почнав занимавам со посериозни истражувања, можев да видам дека сознањата кои сум ги добил на електротехничкиот факултет воопшто не бев инфериорен на тој меѓународен пазар на инженери и технологија, напротив. И она што го гледам исто и во последниве години од инженери кои излегуваат од нашиот факултет и кои се вработуваат по различни фирми тука и во странство, гледам дека се сосема конкурентни и со нивните познавања и вештини може да се справат со многу нови проблеми кои што ги носи оваа технологија. ФЕИТ има стратегија за постојано унапредување на квалитетот на студиските програми, ефикасноста на студирањето и оценувањето на сите учесници во наставната и научно-истражувачката работа. Ние сме можеби единствениот факултет кој работи според стандардот ISO 9001 во сите области на делувањето. Последната акредитација на студиските програми на прв циклус во 2017 година е во согласност со препораките на германската агенција за акредитација ASIN. За да се овозможи стекнување практични знаења и дополнителни вештини, на студентите им се нуди можност да бидат дел од познатите светски академии, како LabVIEW, Microsoft Imagine Academy, Palo Alto Networks и многу други. Досега можеме да се пофалиме со 8000 електроинженери и дипломирани електроинженери, повеќе од 750 магистри и над 110 доктори на науки. Во моментов, на ФЕИТ студираат околу 1500 студенти на сите три циклуси. Сите смерови кои што се на факултетот, мислам дека се и такако квалитетни и способни да ги обучат студентите што понатаму во нивните животни патишта и кариери кои што ги одбрале. Јас на факултетот стекнав пријатели, направив многу познанства без кои што да речеме денеска не можам денот да си го замислам. Потврда за квалитетот на научната дејност се големиот број награди на вработените на ФЕИТ. Вредни да се споменат секако се државните награди Гоце Делчев, 11 октомври, како и наградите за најдобар млад научник и најдобар научник. Секој што ќе го заврши овој факултет е многу поспремен за понатамошните предизвици на било која работно место, дали во нашата земја, дали надвори, така натака. Во текот на изминатите 60 години воспоставена е плодна соработка помеѓу факултетот и стопанството, која перманентно се одржува, развива и продлабочува. Препознавајќи ја потребата за поблиска соработка меѓу академијата и индустријата, ФЕИТ во 2018 година го отвори Центарот за трансфер на технологии и иновации InnoFEIT. Тој е замислен како место за интеракција помеѓу наставниот кадар и студентите на ФЕИТ и партнерите од индустријата.
Студентите на ФЕИТ, покрај тоа што се добитници на престижни домашни и меѓународни награди и признанија, се и организатори на студентски конференции и семинари. Во овој дел се издвојуваат конференцијата на тема енергетика и одржлив развој, СКЕОР, меѓународниот семинар и надпревар во областа на роботиката, програмирањето, електрониката и вештачката интелигенција, попознат како Робомак. Културата и спортот се составен дел на студентскиот живот на факултетот. Студентите на ФЕИТ се редовни учесници на Универзитетската спортска лига на УКИМ, на кои постигнуваат забележителни резултати во разни спортови, а се дел и од Скопскиот маратон, повеќе планинарски и велосипедски тури и индивидуални активности. Еден од најпрепознатливите настани меѓу студентите на УКИМ е бруцошката забава организирана од студентскиот парламент на ФЕИТ. Низ годините, оваа манифестација прерасна во вистински младински фестивал. Новото време бара нови решенија и луѓе кои ќе бидат способни да се исправат пред искушенијата кои иднината ги носи. Затоа ние создаваме кадри и студенти кои подготвено ќе чекорат во деловната заедница и ќе бидат веродостоен репрезент на трудот кој секојдневно го вложуваме на техничките факултети. Нашата единствена стратешка визија е секогаш да гледаме напред, да ја материализираме имагинацијата и да ги остваруваме соништата. Да ги преведеме напредните идеи од умот кон секојдневниот живот. 60 години создаваме иднина.